повеќе од 30 години живееме во црн-бел свет, би рекол многу повеќе црно отколку бел. Епа доста е некој друг да ни ја крои судбината и иднината овие 30 години. Доста е да не водат фамилијарни кланови, полтрони и потрчковци на партиски штабови, кои немаат друга работа и не знаат ништо друго да прават, освен да се закачени по страна на државна цицка, на ова наша тешко стекната држава Македонија и да ја цицаат немилосердно до последниот зив. Доста е од неправда, доста е од се што се кроеше меѓу поголемите владеачки партии во Македонија, доста е од сите предавства. Граѓаните се ставени пред свршен чин како да нема друга опција или црно или помалу црно. Има една мисла, вели промен започнува од самите нас. Ајде да трнеме од нас. Самите да сватиме дека има излез, има светлина таму некаде на крајот на тунелот. Ајде ние да бидеме пример самите на себе, да кажеме морам нешто да променам, вака не може повеќе. Сакам нешто ново, сакам да им дадам шанса на други достоинствени и честни луѓе. На луѓе кои зборот им е светиња, важи повеќе него нотарски акт. Ајде да трнам од себе и да го сменам ова сивило на неправда, легло на корупција, мафија и непотизам. Овој брод наречен Македонија плови во немирни води. Едните тераат лево, другите десно и се така тапкаме 30 години, виткаме кичма 30 години, прифаќаме се што ни се бара, немаме достоинство, немаме свој јас, немаме дефинирани црвени линии по ниедно прашање. Ние сме солидарни со вашиот проблем и со соседите секогаш ќе сме на страна на македонскиот народ, кој во Втората светска војна не заштитил и не дозволил ниеден ром од овие простори да умре во логорите на смртта предводени од нацистите, администраторите. Кога самиот не се почитуваш, нема ни друг да те почитува. Затоа, почитувани, сум на оваа коалиција, бидејќи добро го познавам и Лупчо Ристовски, како честен граѓанин на оваа држава, човек кој има големо срце и човек кој може многу да допринесе на оваа држава. Стефче го познавам долго години. Заедно со Стефче, кога беше министер, јас бев заменик министер, ја лансиравме декадата на ромите, инклузија на ромите во Македонија и за прв пат овозможивме ромите да влезат во институциите на системот и ги поставивме темелите на интеграција на ромите во Република Македонија. Од тогаш до денес ништо не е направено. Се тапка во место и нема никаква новина и нема унапредување на ромската заедница во Македонија. Затоа сум во оваа коалиција да спасиме нашата држава, најубава на светот, да го спречиме ова угнетување и понижување на народот. Бог ни дал убави природни богатства, вода, плодна почва, рудни богатства, планини, езера, 360 денови во годината сонце, а ние 30 години живееме во мрак. Мрак кој ни го создадува мафијашко-олигарските кланови кои владеат од 1990 година до денес. Само ли тие имаат деца, само тие треба да владеат и после нивните деца и внуци, а што е со нас и нашите деца и внуци се раселуваат на побелиот свет. Секој ден ни заминаа и ни заминува се што вреди во оваа држава. Градат туѓи држави и туѓи економски успешни се напишани млади кои се докажуваат во надвор од нашата држава. Бидејќи ова држава е само на елити на власт и не дозволува никој да им пипне во медот, го чуваат како зеница во окото. Чиниш го долеле како мирас. Ајде сите заедно храбро и одважно да им кажеме доста е, вака повеќе не може. Потребен ни е рестарт во судството, во здравството, во образованието и да ги ослободиме институциите од партиските полтрони, да им ограничиме мошта на олигарците, извршителите, криминалците во затвор, да ги вратиме младите кои ни замина и да ги зачуваме младите кои ни се уште тука. Наша исконска обврска е да им оставиме убава иднина, еднаква и фер шанси да ги наградиме најдобрите студенти, бизнисмените кои ја одржуваат оваа економија во живот, да правилно го распределиме буџетот на реални проекти, а не на офшор компании преку кои пумпаат милиарди надвор од државата. Затоа, почитувани коалициони партнери и граѓани на Македонија, дојден сум со која двајца представители на политички партии кои знаат и умеат нешто да променат, а тоа е третата опција што народот ја бара. Дајте шанса да видите што може да направиме. Имаме многу идеи,
се работи за стручни луѓе, луѓе кои ја знаат проблематиката во Македонија и луѓе кои можат да допринесат за подобар живот на сите граѓани во Република Македонија. Благодарам.